Значи, ова е јадењето за денеска. Така? Нарезок. И ова е почовек, друго нема. Овој надпис на руинираната барака во населбата Ченто е единствениот знак за пункт за храна. Порано, социјално загрозените граѓани тука го земале својот ручек. Денес, храната ја добиваат од комбе, сред импровизиран паркинг. Низ Скопје има 9 вакви пунктови. Државата плаќа по 239 динари за поединечен оброк, кој преку неделата треба да е приготвен, а за викенд во форма на ланч пакет. Нив ги носи фирмата Парти Сервис Лео, која го доби годишниот тендер. Но она што стои на хартија не е исто со испорачаната храна. Наместо предвидениот ослик со ориз, комбето донесе сува храна. Не ми стига, за едно душа ќе ми стигне ово. Види колку е. Фирмата се правдаше со дефект на струјата во нивната којна. Ден предходно, наместо мусака, се делало спанаќ. Корисниците се пожалија дека храната знае да биде ладна и недоволна. Пресметката на Бирнпак покажа дека истите намирници во продавница чинат само 111 денари. Во бифејата за годвена храна пак, оброкот од менито за народна кујна не чинеше 109 денари, без сезонската салата. Ваквите пропусти се забележани во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, од каде детално го анализирале тендерот за народните кујни во Скопје. Министерството за социјална политика, кога го објавила овој оглас за јавна набавка, всушност бара многу високи стандарди и вие кога читате и кога би биле некој потенцијален економски оператор, нели, реално вие треба да поставите повисока цена, бидејќи произлегува дека вие ќе сервирате таа храна во некој простори кои секако пред тоа треба да ги подготвите, па предпоставувам потоа и да ги чистите и слично, а во вакви услови вие кога вршите само една проста дистрибуција од 15 минути на некакви спакувани јадења, во тој случај навистина цената целосно отстапува и е непазарно висока. Од Министерството за социјална политика пак, кои го контролираат целиот процес, тврдат дека се е под конец.